Средношколци од Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски ја создадоа првата апликација за пријавување диви депонии. Велат целта е подигнување и промовирање на еколошката свест. Компанијата Greenforce под менторство на професорката Ирена Ралева-Најдевска ја представија својата апликација Трешпингер на 6-тиот државен надпревар за ученички компании што се одржа неодамна во Струга. За тоа колку време работеа на апликацијата, како функционира и дали веќе ги имаат запознаено надлежните со истата, поразговаравме со дел од творците на апликацијата и нивниот ментор. Ви благодарам што ја прифативте поканата да гостувате во студиото на Супер Радио и да ја представите вашата апликација Трешпингер. На почетокот, како дојдовте до идеја за ваква апликација, како се роди, колку време работевте? Во текот на претходната година спроведовме околу 10 екоакции, со кои видовме самите дека на улиците се наоѓа многу отпад и така ни се роди идејата за оваа апликација. Каков е концептот на апликацијата од пријавување на депонијата па понатамо? На почеток, кога ќе ја спуштат апликацијата, корисници треба да се најават. Од кога ќе се најават имаат мапа каде што се прикажани сите маркери од другите корисници и каков отпад има на самото место. Исто така можат тие да дадат свој маркер и да означат каков отпад имаат на нивното место. Кога ќе го направат тоа, тие добиваат поени кои што може да ги користат за добивање на награди во кафичи каде што имаат попуст од 20%. Тоа пристигнува до вас известување, така? Исто така маркерите одат до комуналната служба. Сведоци сме дека имаме депонии на секаде. Која е целта што сакате да ја постигнете? Главната цел ни е да се подигне свеста кај народот, најпрво кај охријани, па потоа и да помогнеме на комуналната служба. Сакаме да подигнеме свеста, да не се фрла цело време отпад и цело време тој процес да се повторува, односно комуналната служба да го чисти, туку едноставно да дојде до исчезнување на отпадот. Во смисла на да не се повторува тој процес цело време да се чисти депониите, туку да нема едноставно депонии. Да ми кажете, дали веќе ги запознавте надлежните со апликацијата, дали веќе истата се користи? Достапни сме на повеќето социјални мрежи, имаме Инстаграм и Фејсбук профили, а апликацијата може да се преземи од нашата веб страница trashpinger.com, се додека не ја поставиме на Play Store. Кои се плановите за воиднина? Дали можеби веќе работите на нешто ново и дали останувате истиот тим? Ќе останеме истиот тим, со тоа што планираме да ја апдейтираме апликацијата редовно, да добиваме нови деловни партнери, со тоа што ќе привлечеме повеќе внимание, односно ќе даваме многу поголеми ваучери, премиум картички и ќе привлечеме што повеќе корисници на нашата апликација. Професорке, вие сте ментор, па на почетокот да ни го представите тимот. Како одеше процесот на работа, на создавање на апликацијата и каде досега е представена? Во 2022 година во организација на Стартап Македонија беше одржан еден надпревар за зелени технологии, каде што нашиот тим од 5 ученика освои прва награда, освои прво место. Надпреварот се одржа во Скопје и тогаш беше само преломена верзија на апликацијата, а подоцна аплициравме на друг надпревар кој што е во организација на Junior Achievement Macedonија и со таа разлика што тука веќе апликацијата од идеја стана реализација, имаме готов производ, а тоа е всушност апликацијата Трешпингер за детекција и мапирање на диви депонии. Можам да кажам дека нашиот тим е составен од 5 ученика и тоа Климент Маријановски како генерален менаџер и најзаслужен за изработката на апликацијата, потоа Ана Спироска, која што е менаџер за маркетинг и продажба, таа е задолжена за водење на социјалните мрежи. Потоа во тимот е исто така Дарко Крлески, кој што е менаџер за финансии, ги изработи финансиските планови, активниот, пасивниот приход и така натаму. Потоа Александар Спасеновски, кој што е задолжен за администрација, и Ана Атанасовска, која што ни е менаџер за човечки ресурси и е задолжена за пријатна атмосфера и тимска работа во самиот тим. Прво морам да кажам дека ми беше чест да работам со вакви ентузијасти, затоа што сепак тоа се деца на 16 годишна возраст, меѓутоа
беа на висина на задачата затоа што сите задолженија што ги добива ги извршува во рекорден рок, значи во предвидениот рок. Мојата улога во тимот беше да ги менторирам, да ги поттикнувам, нормално при секоја работа има подеми и падови и тука јас бев задолжена нели за да ги мотивирам, да не се откажуваат, па кога не можат тие да сработат нешто помагав и јас. Во меѓувреме одев постојано на обуки кои што беа предвидени за доизработка на овие работи. Се што научив на тие обуки, нормално го пренесував на учениците со цел да имаме подобар пласман на самиот надпревар, кој што беше во организација на Junior Achievement Македонија. Мојата улога во тимот беше да практично еден вид линк или врска помеѓу нив и институциите. Задолжена бев за закажување состаноци, средби со надлежните, кои што нели треба да и тоа како не поддржа и ја користам приликава да изразам благодарност до сите предпријатија, до сите установи кои што навистина ја препознаа сериозноста на оваа апликација и ни дадоа безусловна поддршка. Исто така имавме и спонзори најдено за мајци, банери, шолји за како рекламен материјал и благодарност до сите инволвирани страни кои што навистина несебично се вклучија во поддршка на оваа апликација која се надевам, искрено се надевам дека ќе заживее и секој еден од нас може да придонесе со само еден клик на оваа апликација да пријави депонија и да помогне во нели отстранување на отпадот кој што навистина е евидентен на секаде низ Охрид. Рековме дека апликацијата е поврзана со јавното предпријатие Охридски комуналец, па кои ќе ви бидат наредните чекори? Значи, таа е веќе достапна и функционира, е слободна за преземање од нашата веб страница www.trashpinger.com и секој еден од нас може да ја преземе апликацијата на својот мобилен телефон и кога ќе се најде на место каде што има отпад, директно ја отвора апликацијата, таа е поврзана со GPS навигација и се маркира местото каде што има отпад. Таа информација стигнува до нас, до нашите администратори, исто и до комуналната служба, исто и до Сдруженијата за екологија кои што се актуелни на нашата територија. И во една заедничка соработка сите ние можеме да се договориме, да се организираме меѓусебно и да излеземе на терен, затоа што тоа и го правиме ние и пред да ја имаме оваа апликација, заеднички и со сплотени сили да придонесеме за намалување на отпадот во нашиот град. Споменавте дека ќе имате средба со градоначалникот, дали можеби ваква апликација би била погодна и за други општини да ја користат? Апсолутно. Оваа апликација и тоа како би била од полза и на државно ниво, не само на регионално ниво. Значи, нека биде еден позитивен пример дека и младите можат и во нив има многу ентузијазам, во нив има навистина многу работа, само треба ние како возрастни луѓе и како ментори нивни, како професори пред се и како педагози да работиме на нивната мотивација. Најбитното според мене од оваа страна можам да кажам дека мотивацијата кај тие деца е клучна за успехот и исходот позитивен како што треба да биде.